Тетовските такси компании се соочуваат со недостиг на возачи. Во компанијата Зоки Комерц велат дека во моментов им требаат дури 10 работници, но со месеци никој не дошол да побара работа, ниту некој се јавил на огласите во агенцијата за вработување. И од Завод за вработување огласи таму тече, дали тие не ги праќа, што ги праќа, како ги праќа, воопште немам буквално ниеден Завод за вработување да каже да ме пратија по огласот дали можем да ме примите на работа. Такво нешто од 96 до 2017 не се десило у мојата компанија. Такси компаниите со овој проблем се соочуваат веќе подолго време. Томовски вели оти не му е јасно зошто и покрај солидните примања и услови за работа, возачи нема. Па ако ви кажем личниот доход е посолиден од некоја фирма текстилна и тоа драстично посолиден, вас лагаме неверно, затоа што ја секој ден се среќам со тоа. Меѓутоа што е проблемот? И ја не знам сам. Возила, механичар, исправност на возилата, све е до само да дојде клучот да го стае и да функционира да работи. Меѓутоа, не знам. Освен со недостигот на возачи, тетовските такси компании имаат големи проблеми со нелојалната конкуренција, односно дивите и нелиценцирани таксисти, поради кои трпат штети и загуби. Нивниот број е драстично зголемен последниве години, но и покрај нивните жалби за безредието во такси бизнисот, надлежните никако да го решат проблемот.